Господине Јанушев, периодов Македонија ја тресе афера од невидени размери. Имено освен уапсените Боки 13 и Зоки Кичеец има индиции дека се вмешани и луѓе од извршната власт и од судската власт. Какви индиции, какви информации поседувате вие? Видете, информациите кои всушност ги имаме се истите оние информации кои што и целокупната македонска јавност ги има, бидејќи исто и како сите ние, така и македонската јавност имаше прилика да погледне се она што беше емитувано во медиумите, така да не располагаме со некои дополнителни информации, меѓутоа на што базираме нашите индиции, тоа е врз основа на она што имавме прилика да го слушнеме. А таму и видиме, видовме и слушнавме дека од разговорите, од снимениот материјал, дека всушност Боки 13 и Кичеец се само едни обични извршители во еден многу покомплексен систем на рекетирање, кој што сметаме дека не е возможно да се одвива доколку не се вплеткани највисоките структури на власта. Она што исто така е симптоматично е на кој начин и како се вмешани и останатите од СЈО, бидејќи неоспорен е веќе фактот од тоа што имаме прилика да го видиме и слушнеме, дека првиот човек на СЈО Катица Јанева е директно вклучен, дека без неа всушност не би било возможно да се организира системот на рекетирање. Меѓутоа, исто така интересно е понатаки и она што Заев го знаел, бил во координација со Боки 13 и останатите во целата оваа мрежа и всушност затоа бараме сите кои што се вклучени да бидат изнесени пред лицето на правдата. Видовме со своето неодговорно однесување како обвинителката Русковска си замина на одмор, исто така им дозволи на дел од оние луѓе кои што се директно инкриминирани преку снимките да им дозволи да имаат време фактички да уништуваат докази. Видовме случаи со форматирање на компјутери и телефони, меѓутоа веројатно во понатамошниот тек на истрагата, без разлика дали е таа водена од јавното обвинителство онака како што треба, бидејќи до сега тој случај, тоа не го видовме, не беше тоа случај, или ќе продолжи на оној начин како што се одвиваше во изминатите недели една така наречена истрага преку медиумите. Мислам дека ќе се полека размоткува клопчето и во однос можеби на влијание на сведоци или уништување на некои дополнителни докази. Меѓународниот фактор последниве денови бара брза разрешница на овој случај. Мислите ли дека на некој начин се загрозени евроинтеграциите на државава со овој случај? Дефинитивно сметам дека се загрозуваат евроинтеграцијските процеси. Јас пред некој ден тоа јавно го коментирав, особено после изјавата на Пендаровски, каде што на некој начин тој купуваше алиби дека оваа афера не оддалечува од евентуалното добивање на датумот за преговори со Европската унија во октомври, кој што беше најавен. И тоа е неоспорен факт, бидејќи на крај на денот тоа е нешто што го зборуваме во целиот овој изминат период, дека она што го бара Европската унија е работа и само работа и доследно почитување на владење на правото, меѓутоа и почитување на оние вистински вредности и принципи. За жал, ниту една од овие работи оваа влада, предводена од Заев и СДСМ, ги нема. Токму затоа и сметам дека ова е само еден чекор плюс кон оддалечување од можноста за добивање на датум за преговори, бидејќи покрај неисполнувањето и не преземањето ниту на една реформа во Република Македонија, ова е нешто што дополнително и како ќе влие врз негативната перцепција за Република Македонија од страна на нашите европски партнери. Гледаме дека судииве се на одмор, некако се одолговлекува разврската на целиот случај. Дали мислите дека дали има индиции за некакво запошутување на овој случај и дали тогаш вие би барале некаква меѓународна истрага? Пред малку напоменав дека со се она што не го превзеде всушност Русковска, директно влијаеше на истрагата, пред се во однос на уништување докази, а можеби и на влијание врз сведоци. Она што ние всушност го баравме во целиот овој изминат период беше
всушност да се постават темелите на едно јавно обвинителство кој ќе работи исклучиво врз основа на примена на законите и владење на правото. Неселективно, безкомпромисно да води една борба против било кој облик на криминал и на корупција. Дали ќе бараме во понатамошниот тек меѓународна истрага или кои други следничи кои ќе ги превземе, секако дека благовремено ќе известиме јавноста за тоа. Која е судбината и днината на специјалното јавно обвинителство, особено што ако знаеме дека законските рокови за функционирање истекуваат набрзо, завршена е рамката кога требаше да бидат отворени случаи, иако се отворија случаи и по 30 јуни 2017 година. Ќе барате ли запирање на тие постапки? Видете, факт е дека иднината на СЕО е веќе запечатена. После се ова што имавме прилика да го видиме, всушност на две основни работи се темели работата на СЕО. Првата работа, односно она што последно го видовме, е рекетирање и остварување на лична корист и собирање на пари, односно монтирање на случаи кои што во понатамошниот текст се користеле за да се врши рекет. Втората работа е политичкиот прогон против ВМРО-ДПМН и членовите на ВМРО-ДПМН. Така да тоа веќе го знаат и малите деца и единствено нешто што можам во однос на ова да додадам дека СЕО е тотално компрометирано и тотално неупотребливо. Воопшто не ја исполни задачата за која што беше формирано. Од друга страна, ние нити инсистираме, нити бараме да се повлече нешто или да се постапува спротивно на закон, мислејќи нели на оние предмети кои што се отворени после јуни 2017 година. Ние единствено бараме доследна примена на законите. Ако сакаме да се залагаме за владење на правото и да градиме правна држава, без разлика дали некои работи ни се допаѓаат како се решени или не, дали се согласуваме или сме против, се додека истото едно решение е така дадено во закон, значи ние треба тоа да го почитуваме. Она што е многу побитно е дека треба конечно да се отвори прашањето на одговорност. Бидејќи сите оние кои што после јуни 2017 во СЕО превземале действија, дали биле тоа предистраги, дали биле покренување на обвинителен акт, го правеле тоа потполно свесни дека немаат никакво право да го прават. Со сите тие действија кои што се превземени, тие всушност расцеле буџетски пари, пари кои што ги обезбедуваме ние граѓаните и фирмите во оваа држава преку плаќање на даноци. Тоа е исто како вие вршејќи ја вашата работа да постапувате на начин кој што е недозволен и забранет да се постапува и да истото тоа е регулирано како забрането со устав и закон, а вие сепак да превземате такви действија, при тоа да се надевате дека за истото нема да одговарате. Значи, оние кои што го правеле тоа, еден ден ќе излезат пред лицето на правдата и ќе одговараат, бидејќи на крај на ден се појавуваат како неовластени тужители во сите тие предмети. Вие преговарате за нов закон за јавно обвинителство. Дали има начин, некој правен механизам во иднина новото јавно обвинителство, што ќе биде изгласано и од власта и од опозицијата, да не функционира на овој начин? Бидејќи гледаме дека целото специјално јавно обвинителство ја злоупотребувало својата функција со години наназад. Единствениот начин да имаме јавно обвинителство онакво како што навистина треба да имаме е доколку СДСМ и ЗАЕВ се одважат да ги прифатат нашите предлози или дадени како предлози на нивниот предлог текст на новиот закон за јавно обвинителство или да го прифатат нашиот предлог текст кој што го подготвивме за јавно обвинителство. Единствено, тоа е вистинското решение и тоа е вистинскиот чекор ако сакаме да почнеме да градиме правна држава. Не велам дека тоа е исклучиво, меѓутоа во овој момент тоа е најбитно. Тоа е почетокот и оттаму мора да се почне, бидејќи кога почнувате да градите една куќа, ја градите од темелите. Нормално дека и многу други фактори во иднина ќе влијаат за сето тоа да функционира онака како што треба. Премиерот Заев вчера на годишнината од Охридскиот рамковен договор изјави дека нема да поднесе оставка и дека нема да има предвремени избори, односно не осеќа вина да сноси никаква одговорност за сите овие случувања. Кои чекори ќе ги преземете вие како партија? Кои се вашите очекувања за наредниот период? Видете,
Јас го искоментирав веќе ова на кратко. Секогаш кога мислите дека, бидејќи ова не е прв пат, Заев во целата негова политичка кариера е склон кон така наречено кажување на бисери, и кога си мислите дека не може да отиде во некоја друга крајност, гледаме дека не демантира. И сум повеќе од сигурен дека сите оние кои што мислат дека ова е врвот, дека само е прашање на време кога тој ќе покаже дека може и подобро и повеќе од ова. Уште една друга работа е тоа што тој не чувствува никаква одговорност за било што се случува во изминативе 3 години во државата. Дали се тоа останатите корумптивни скандали поврзани, не знам, во здравството, видовме еден мал милион такви, дали е тоа поврзано со неговиот генерален секретар во влада и она што имав мисло така прилика да го видиме во однос на местењето на тендерот за системот во МНАФ, ATM системот, дали станува за некое друго прашање, дали е тоа поврзано со Шеќеринска, Андјушев и слично, значи тој никогаш не чувствува никаква одговорност. Од друга страна, исто така знаеме дека што и да каже, некогаш и до крајот на истиот ден тој знае да ретерира да се повлече. Единственото решение е организирање на предварени парламентарни избори, што е можно поскоро, итни и неодложни, бидејќи ако сакаме да почнеме да градиме држава, онака како што доликува, држава во која ќе владее правото и правната држава, со оваа власт, предводена од Заев и СДСМ, тоа не е можно. Во однос на нашите следни чекори, буквално ништо не е исклучено. Вклучително излегувањето на улица, можеби напуштањето на парламентот, блокирање на институциите и се она што нели е демократски начин на изразување на волјата на граѓаните. Било како, највисоките органи на партијата, извршниот и Централниот комитет во следниот период ќе заседаваат на прашање на оваа тема и секако дека кога ќе одлучиме кој е вистинскиот начин на делување, дека тоа ќе го споделиме со македонската јавност и граѓаните.